Втора епизода на Socialize. Денес имам чест мој другар, пријател и соработник Милан Савов, CEO на SmartClick, да е тука со нас. Со Милан секогаш имаме многу теми со кои што можеме да пивотираме, да зборуваме со сати. Се надевам дека нема да биде со сати, поради тоа што сакам да бидеме пофокусирани, по-прецизни. Мислам дека Милан е многу интересен човек кој што може многу да се научи. Ја од прва вака ти посакам едно добре дојде во Socialize и да те прашам како настана идејата за SmartClick, еве како за почеток. Прво ти благодарам за поканата и баш ми е мило што ќе имаме интересен разговор. Идејата за SmartClick. Па јас бев порано работев како фриленс. И во еден момент имав доста проекти кои што не можев сам да ги сработам. И уште од сам старт цело време во мене вриеше тоа предприемништвото, како да создадам тим околу мене, како да не работам сам. И во еден момент имав неколку проекти од агенции, неколку агенции во исто време на кои што работев и кај едниот имаше потреба многу повеќе работа отколку што јас сам можев да сработам. И човекот ми вика, дај отвори компанија, да може да те плаќам полесно. И му викам, окей, ако е така, дај викам уште еден да додадам со мене, за да можеме да постигнеме на капацитет. И ми вика, окей, нема проблем. И отварам фирма, почнуваме, ама пак таа фриленсерската агенда си продолжи уште околу една година. Така работевме и јас и колегата паралелно. И така започна приказната. Што е најтешкиот mindset shift од фриленсер во предприемач? Продажбата, како да излезеш на состанок. Мојот начин на продажба предходно беше потенцијалниот клиент доаѓа на Upwork, ти го гледа профилот, те гледа кој си, што си, ревјуа, оценки, портфолио и ти пишува ми треба тоа и тоа. Ти кажуваш можем, не можем и се договара. Сега, кога водиш агенција, потребно е да ти тоа проактивно да го правиш. Значи, барање клиенти, одржување врски. И требаше фактички цел тој мој мајндсет од дека јас треба да ги правам страните, да јас сум тој што носи бизнис, носи проекти, да го променам целиот начин на размислување. Тоа за мене беше како зошто јас би го правил тоа кога веќе имам доволно работа од Upwork кои што мене ме наоѓаат. И што е тоа што сега како исполнетост го имаш кога го работиш ова, што сосема поразлично од фриленсинг, што е таа предност, а кои се слабостите, пошто очигледно има и слабости, меѓутоа колку таа предност ги надмашува сите проблеми на слабостите и дава некој повисок сенс за тоа што градиш како компанија? Предноста моја лична е што кога почнав тоа да го правам и се охрабрив дека тоа е тоа, се почувствав многу поисполнет. Дружба со луѓе, комуникација и сватив дека продажбата не е нешто да наметнувам некому, туку баш ако можем да ти помогнам, ако изградиме добар однос, ќе работим. Ако не, колку и да си јак, колку и да си добар, можеби нема никогаш да направиш соработка. Друга предност е што сега ги имаш тие контакти, ама го имаш и тимот кој што знаеш дека ќе испорача во позадина се што си договорен. Квалитетно, за потоа да ти остане подолго како клиент, да те препорача. Слабости, па не знам, на почетокот беше тешко да сватам дека окей, веќе јас нема да правам сајтови. Нема да програмирам и ми беше тешко. Цело време се впуштав во менаџирање на луѓето кои што правеа, дури до точка запирка да проверам дали фали, дали е се окей. Но со тек на време тоа се надмина бидејќи сватив дека ако јас тоа го правам, го кочам целиот развој на бизнисот. И сега прашањето е, колку лесно паѓаат луѓе што формираат агенции во замка да ги работат самите проектите наместо да ги менаџираат? Колку паѓаат во замка ај и ова и бегаш тотално тоа што ти е тема и поента и ниш како агенција? Да. Колку е лесно да работиш работи кои што не се за тебе, поради тоа што сега имаш тим и ти требаат повеќе пари, и ти требаат пари за раст, и ти требаат пари за да го зголемиш тимот? Каде е тука линијата каде што може лесно да се отиде во лоша насока? Мислам дека тоа не е замка само во агенциите, туку општо во секој кој што е занаетчија и е експерт за нешто, бидејќи многу е лесно кога нешто ти е пасија да се впуштиш повторно да го правиш.
Но тоа е таа замка во која што мислиме дека ако ние се впуштиме ќе направиме некој подобар продукт или сајт или што и да е од било кое занечиство. И е според мене момент на одлука. Дали ќе се одлучиш да градиш бизнис, да создадеш тим, да бидеш лидер или ќе цело време ќе играш својата играчка на еден начин. Бидејќи тоа е играчката која што има како професионалци и како експерти во нешто што сме го работеле порано. И сега баш тој mindset shift е дека таа играчка веќе не постои и мораме да се помириме со тоа, да го дадеме на луѓе кои што се веќе подобри од нас да ја играт, а ние да се фокусираме на градење на тие луѓе, на градење на самиот бизнис. Колку е битно да влезеш во конкретен ниш, а не да работиш се и се што, пошто еве и вие како агенција работите и development, работите и SEO, Да. меѓутоа, нели, која е индустријата каде што вие сакате да влезете и кога свативте дека другите индустрии не одговараат, еден конкретен ниш одговара? Ќе се вратам само малку подалеку за да ти кажем кои ни беа предизвиците пред да стигнеме до тоа. Значи, кога јас работев лично фриланс, имав клиенти од тотално, мислам, повеќето индустрија, да не кажем секоја, но стотици клиенти, и кога се обидував да најдам нешто заедничко, беше само тоа дека сум изработил вебсайт. Да. Имав стартапи, имав ентерпрайз, имав за некој дашборд креирање, за некој лендинг пејдж, за некој цела веб страна. И баш со некои бизнес ментори со кои што работев, ајде да ја најдеме тој идеален клиент кој што е за тебе. И јас ги излистувам сите клиенти до сега, викам тука нема ништо заедничко. Нема НЗС. Како да го изберам? По првиот начин беше, окей, а избери со кој сакаш. И пак избирам неколку, пак различни сите. Викам пак нема шанси да изберам. Потоа некако почнавме со работка со една компанија од Израел, кој што работи B2B SaaS, што сега ни е ниш, но ни беше се уште многу непознато. Cyber security, SaaS компании, task management компании и така натаму. И окей, ги работевме веб страните, но некако за SEO си мислевме, може би полесно ќе биде e-commerce, може би полесно ќе биде real estate, па почнавме првично, ајде real estate ќе ни биде идеален клиент. Ги научивме кои се главните компании, главни болки на клиентите и се насочивме на real estate, па откривме дека во Америка, например, има некои преголеми компании како Keller Williams, кои што е групација и кои што на самите агенти им дават да листат properties. Тоест, дури нема потреба да прават вебсайт или SEO. И свативме дека, окей, може би не сме за тука. А може би им правивме грешка, што уште не продолживме да копаме. Тоа никој не може да знае. Shiny object. Да. Потоа ајде e-commerce, па најдовме неколку клиенти кои што ни беа од e-commerce, па таму беше тешко да стигнеш до тие нови клиенти, до decision maker. Ако пишуваш на нивните мейлови на сајтови, најчесто налетуваш на support. И тие никогаш не препраќаа мейл до CMO или до директори. И окей, трета среќа, B2B SaaS. Се уште не сме ептен ниш даун во нив, но сепак сме во таа индустрија. И од кога избравме да сме ниш даун за таму, некако почна да се склопуваат сите коцки. Свативме на кои настани треба да одиме, ги научивме многу добро болките на нашите клиенти, научивме како внатрешната организација на компанијата да ја поставиме за најдобро да обслужиме такви компании. Тоест си гледаме нивната потреба, што им треба од агенција како нас, и ние баш таа компанијска структура ја формиравме за да одговара за тие потреби. И еден ред други работи, дефинирање на идеален клиент, на buyer persona, па како тие луѓе кога пребаруваат за услуги како нашите, како размислуваат, што сакат да видат на сајт, на содржина. Мислам дека е многу важно за да станеш специјалист, да имаш висока цена, бидејќи ако работиш се за секого, не си експерт и не можеш да наплатиш премногу, а кога си ептен, фокусиран за нешто, тогаш мислам дека цената никогаш нема да биде проблем. И сега клучното прашање тука е, како се формираат KPIs, како кажуваш какви резултати може некоја компанија да очекува од вас, за да можеш да оправдаш висока цена, пошто најчесто кај премиум понуда мора да бидеш многу конкретен, зашто нели, како викаат, како шала, во SEO најголемата шала е
Што резултати ќе добијам? Зависи. И секој пат е тоа, пошто на вистина кој да работел Search Engine Optimization, знае дека освен ако ти не ми даеш конкретни параметри, конкретни работи што ти сакаш да ги постигнеш како цели, ја за се мојот одговор ќе биде зависи, пошто зависи колку време ќе вклучиш, колку контент райтери ќе вклучиш, каква ќе ти биде стратегијата, дали бркаш бренд awareness, дали бркаш sales, на кој сегмент бркаш sales, пошто ти ако си мултидисциплинарна компанија која што има неколку offerings, не може ти некој што ќе ти работи SEO да ти направи 6 различни стратегии, освен ако не ангажираш тим од 30 луѓе да работат само за тебе. Така да како вие ги насочувате клиентите да дојдете заеднички до очекувани резултати и како го поставувате тоа и колку генерално сте со тек на време искуство точни и прецизни во тоа? Многу е важно уште од сам старт нашиот тим да биде добро порамнет со компаниските маркетинг цели на нашите клиенти. Така да нашите први состаноци започнуваат со како еден уште пред да доставиме понуда, ние правиме неколку состаноци. Првично е discovery, за да откриеме дали воопшто имаме простор за соработка. Веќе ако тие почувствуват дека има доверба во нас, дека можеме да испорачаме, сигурно не можат да знаат пред да почнеме. Но веќе откако ќе опипаме пулс дека окей, ќе пробаме, ние правиме како некои кратки анализи да видиме како тие стоят сега на Search Engine и кои се тие нивни цели кои што сакат да ги постигнат. Ако реално има пребарувања кои што се случуваат, бидејќи некогаш и тие сакаат да постигнат, но реално луѓето не бараат толку за некои термини. Така е, нема потреба. И тука сме коректни, кажуваме дека луѓето нема толку потенцијал за вие да се впуштате во. Така да тука сме доста порамнати со клиентите уште на сам старт, а потоа заедно откако ќе направиме некои кратки анализи, ние на заеднички состанок поставуваме кои се тие очекувања што SEO треба да помогне во остварување на маркетинг целите на клиентите. Значи тоа се мора да биде транспарентно, бидејќи ако направиме некаков превид, нема да е коректно ниту за нив, ниту ние ќе можеме да ги постигнеме тие цели. И сега знаеш како тука прашањето е дали ако процените дека за некој клиент не сте фит, сами се откажувате, му кажувате отворено искрено, нема да имаш тука бенефит од нашата работа. Да, и го имаме направено неколку пати. Дури и кога клиентот е бил спремен да купи и баш се зачудени како се повлекуваат од продажба. Да, бидејќи јас не сакам да ветам нешто, на крајот и тие да се незадоволни да инвестираат, ако реално нема да има некаков бенефит за нив. Јасно. Значи секогаш KPI се базирани на претходна анализа, на анализа на потребите на пазарот, пошто јас ако продавам машина за појма немам за правење навртки и завртки, а на луѓето не им треба тоа, не го пребаруваат, нема интерес, зошто би му го дал тоа како понуда на клиент кога и да направам брда и долине во SEO делот со оптимизација на сајтот со клучни зборови слично, едноставно нема интент кај крајниот корисник. Да, не е да не им треба, туку можеби Search Engine не е правилниот начин на кој што стигаат до не е каналот кој што им носи најмногу ревењу. И сега пак ќе ја свртам се од другата страна. Кај вас, пошто сте дигитална агенција која што работите продукти како веб-сајтови и SEO, и се насочувате кон софтвера за сервис, автоматски вас ниш таргетот вие онлайн. Како сега вие како муабетов мајсторов што цело време дома му капе чешмата, како вие сега работите SEO за ваши потреби, девелопмент за ваши потреби, што значи тоа кога ќе фатиш сам себе да си бидеш клиент и кои се тие најтешки предизвици? Па тоа е предизвикувачки момент. Една од болките на нашите клиенти е тоа што нивниот in-house тим најчесто не посветува доволно време на кога треба да се коригира нешто на вебсайт или да скрира содржина. Тоа се случува и кај нас. Бидејќи кога ние треба да направиме вебсайт, за нас е најбавниот процес што може. Секогаш клиентот е на прво место, ние се ставаме по последен приоритет. Баш пред неколку месеци го пуштивме нашиот нов вебсайт и тоа беше, мислам дека 3 пати го правевме. Првиот пат промашивме дизајн, вториот пат копи и на крајот веќе гевме сите коцки за да се пушти. И сега е наред SEO стратегијата. Значи се случуваше слично, но се поставивме. Веќе се на нашите состаноци се дискутира за SmartClick како за клиент. Јас сум клиентот, нашиот тим работи и имаме направено KPI, репортираме, така да сега баш пред неколку дена имаме добар скок за клучни зборови кои што се важни за нас. Сега подобруваме како тие луѓе
да ни останат или во база или да закажат. Сега го подобруваме тој call to action на крајшто ни. Значи, Сега за вас како компанија во целиот тој екосистем, колку битна ставка е SEO? Искрено. Битна е. Така. Да, и посветуваме сега баш многу време на тоа, порано не. Бидејќи самиот бизнис модел некако ни се ослонувавме на препораки, на Upwork како платформа, на други канали, редовно си добивавме клиенти, но сваќаме дека ако ние се позиционираме топ и луѓето не пребаруваат уште повеќе, така да уште на самиот состанок ќе добие сигнал дека имаш потенцијален клиент кој што веќе тебе те нашол на search и шансата за да ти веруваат е уште поголема. И сега кога станува збор за оној цел екосистем на маркетинг активности кои што треба да донесат продажби, да донесат нови клиенти и слично, а истовремено треба да ги донесат вашите тековни клиенти во фаза каде што не се толку задоволни што ќе ве препорачуваат на други, каде е SEO во целава приказна и што друго од маркетинг вие лично сами за вас правите за да се позиционирате? SEO во целата приказна од сите маркетинг е, мислам дека само еден канал. Значи не може да се ослониш само на SEO и целиот бизнис да ти зависи од тоа. Така. Еден апдейт на Google може да спушти на нула и да ти пропадне бизнисот. Има компании кои што се ослонуваат премногу само на платени реклами. И тоа е окей, но што ако се случи нешто, ти суспендираат акаунт на Google Ads. Што се случува многу често. И толку, да. Затоа мислам дека е добро да имаш барем 2-3 добри канали кои што ќе ти генерираат редовно нови потенцијални клиенти. Обично SEO го вклучуваат во момент кога компаниите веќе имат неколку стабилни канали, например Ads, social media или што и да е, препораки, и сега веќе тоа сакаат да го подигнат уште на повисоко ниво преку органските пости, бидејќи SEO-то ги поддржува сите други канали да перформираат подобро. Така да само по себе, освен ако имаш премногу пари и да знаеш дека можеш да издржиш стратешки 12 месеци без да очекуваш некој си бум од резултати, тоа е окей. И има компании кои што тоа го прават стратешки, но свесно. Значи големата слика е, си ја градам јас целосно маркетинг стратегијата, ги земам предвид сите канали, правам некаква распределба колку пари каде можам да инвестирам, од каде можам да добијам најмногу return on investment, така? Да. Меѓутоа, SEO можам или да го вклучам во некоја среден рок, кога веќе компанијата ми е етаблирана и сакам на повисоко ниво да се позиционирам, или можам да го вклучам од самиот старт, ако стратешки знам дека кога ќе дојде момент SEO-то да експлодира, ќе експлодира со многу висок, како да кажам, квалитет на лидови, ако е направен како што треба и стратешки. Да. Например, еве вие каде го гледате SEO-то во SaaS индустријата, кога треба да влезе како ставка и дали примерите што ги знаете од компании што не ста работеле, ама што имале бум, дали они стратешки од сам почеток работеле SEO, во тоа што можеш ти кој имаш некакви сознанија? Конкретно, еден пример баш на конференцијата на која што бевме састанак, имаше алатка за time tracking. Несвесно од сам старт започнеме со SEO, си ја градат алатката и тотално ништо не се случувало неколку месеци. И во еден момент почнале да рангираат за некои клучни зборови на првите позиции и почнат милиони юзери да се регистрираат во еден момент. Значи 0,000 и на еден пат се случува бум. Тоа е тоа, значи може да заклучиме дека SEO стратешки, ако се работи како што треба, оној момент кога ќе донесе резултати, носи сериозни резултати. Да, и тие се, значи баш зборовите кои што ги таргетираме со SEO се зборови кои што луѓето свесно ги пребаруваат. Не е нешто ајде колку да пребараме, туку ако јас барам најдобра алатка за time tracking за IT компанија, јас веќе имам намера нешто да купам. Така. Значи тие пак е стратешки, значи ако е ние во SEO правиме како 3 вида на содржини. Првите се тие bottom of the funnel, ги таргетираме луѓето кои што сега веќе имаат интент да купат, но градиме и споредба меѓу, например, ако можеби споредувам неколку алатки за примерот со time tracking, така да ќе прегледам неколку, ние им ја сервираме содржината на едно место, за да ги направат споредбите тука на сајтот и ако проценат дека
нашиот клиент е подобар, сега да донесат одлука за да се претплатат или да пробат демо. И третото ниво е нивото на едукација и на свесност. Значи пак креираме содржини кои што некој може би само се интересира сега, а ќе купи после неколку месеци. Така да пак е цела стратегија и се е зависност што сакаш да постигнеш од овој канал. Види, тоа е многу интересно поради тоа што луѓето треба убаво, особено во светот на диджитал маркетинг, пошто во офлайн светот, во традиционалниот маркетинг имаш 5 чекори од моментот кога ќе сватиш дека нешто ти треба до моментот на носење одлука. Онлайн се само 3 чекори. Значи прво имаш свесност за брендот, после размислуваш или таа consideration фаза и на крај имаш conversion sales, каде што се затвара целиот процес. Меѓутоа, луѓето што треба да сватат особено поврзано со organic SEO, а тоа е дека јас ако веќе пребарувам нешто конкретно, јас сум ја поминал фазата дека свесен сум дека ми треба, сум размислил веќе, можеби сум бил бомбардиран како што кажа ти од paid ads, дека тоа го има, па сум искликал секаде. Јас веќе кога одам на Google, знам точно што барам. И ако знам точно што барам, тие long tail keywords особено, ако таму внесам нешто и во првите резултати, првиот дури снипет што ќе ми излезе, ми дава на дојам дека тој што стигнал да рангира прв таму или втори или трет, точно знае што ми треба и ми ги покрива сите pain points, како што кажат, и сите болки што ги имам како потенцијален клиент. Јас кога ќе кликнам, веќе сум во consideration фаза, накај conversion, и ако таа лендинг страница што ја зборуваш ти или зависи кај ќе ме слеташ, така, ако таа е добро оптимизирана да ми ги одговори сите прашања и да има јасен call to action, јас сум речиси пред носење одлука. Како вие вашиот сајт го направивте за SaaS делот, за да разбере некој кога ќе слета кај вас дека вие сте вистинската агенција за нив? Што е тоа што беше најбитно? Дали содржина, дали тестимонијали, дали clear call to action или се од тоа? Па се пак зависи кој слетува на сајтот, бидејќи кај нас конкретно decision makers се луѓе кои што се маркетинг директори, CMO, executive. Но можно е во позадина CEO да биде тој што дава одобрување на самото инфлуенс на одлуката. И сега, порано, претходниот сајт, ние се фокусиравме што правиме. Значи, какви ни се услугите, каков е процесот. Значи, бренд awareness повеќе. До некаде. Да, и приметувам дека голем процент од веб страните кои што општо се онлайн се фокусираат на тоа кои се тие. Но најчесто тоа и не е баш битно на самиот клиент. Е битно, но не од сам старт. Сега фокусот ни е која е најголемата придобивка на клиентот ако работи со нас, а тоа е покачено ревенју, покачен промет за нив, преко органик. Да. А потоа се фокусираме на прво да ги детектираме кои се нивните болки. Значи имаме неколку чекори каде што опишуваме ако немате SEO тим, ако имате пат во органик, ги погодил алгоритам, ако пробале да работат со повеќе различни фриленсери кои што жонглираат на проекти, не стават приоритет за нив, тешко им е да ги менаџираат, ги немаат тие системи, протоколи. Значи тие се неколку болки со кои што се соочуваат и сега се обидуваме преку болките да видиме дали тоа е нешто што нив ги мачи. Ако е, потоа имаме окей, дали сакате full team, end-to-end го викаме ние, и SEO и веб кои што на едно место буквално влегува со се спремно, нема потреба ти да регрутираш, да ги едуцираш луѓето, да поставуваш структура, значи се тоа ти го даваме како готов продукт, плюс работиме на како дел после на самиот продукт, фактички на сервисот, на оптимизација, анализи, значи сите тие работи ние ги имаме спремно, не треба некој од нула да ги гради сите тие системи кои што се кај нас. Се со краен бенефит, значи да не регрутира и плюс да си го зголеми прометот преку органски пости, преку лидови. Колку е тешко да се надоврзеш на претходна работа каде што работел друг фриленсер, друга агенција, каде што си избегало малку од поентата, каде што само што е направен нов сајт кој што клиентот нели во негови очи, ја имам нов сајт, многу е добар, и ти доаѓаш со детална анализа кај што му кажуваш дека реално не е добар, и тоа не му викаш дека не е добар, не е добро технички направен, му кажуваш содржински, структурно и по сите параметри дека реално не е добар. Колку е тешко да се почне таков проект и да се излезе на крај со клиентот кој што е заљубен во својот продукт, нели, тоа е лично и индивидуално мислење, а професионалното е сосема друго. Мислам дека прашање на его состојба тука, дали клиентот ќе
ќе прифати нешто ново или ќе дозволи да веќе ако ангажира експерт, пушти го експертот да ја сработи работата. И има една метафора што ми е интересна, од дрвото не може да ја видиш шумата. Тој мисли дека има вебсайт, а уствари го гледа самото дрво, а не гледа ништо позади него, дека можеби тој вебсайт не е баш тој што ќе му донесе него резултати за самиот бизнис. А на прашањето колку е тешко на други на претходно сработено, пак зависи како е сработено. Значи има некои кои што добро се заврши работата до одреден степен. И сега таму можеби полесно ќе се вклопиш, но А кога е утната целосно поентата? ние обично пред да почнеме многу детално навлегуваме во целиот проект. Значи не навлегувате во секој проект по секоја цена. Кога гледате дека има големи потешкоти и се, и да влезете, валјда давате некој дисклеймер дека ова ќе има многу работа. Зависи самиот клиент колку е отворен да прифати дека окей, до сега се што беше не е баш добро, дај да направиме како што треба. Значи многу детално ги анализираме работите за да кажеме што се треба да правиме потоа за да се ова успее. Бидејќи ако ние дојдеме со анализи, се одбијат или што и да е од пак некоја ситуација на јас го правев еднаш два пати, окей, но можеби тие 2-3 пати пак не биле добри. А иначе најидеална ситуација е кога пример, од нула. Да, или ако се решат за редизајн, но дури пред да се почне тој редизајн да стратешки да го направиме целиот тој дел со структура, поставеност на мени, главни линкови, главна содржина, да не е само да ја наредиме страната како да е окей, да изгледа ово, туку да сме свесни зошто секој елемент е поставен на правилното место. Која е ситуација каде што генерално постигнувате најмногу резултати? Што е тоа што треба да има beforehand во рамките на една компанија поставено, за да може вие лесно да се штекнете на такво нешто? Дали треба прво да има некоја детална маркетинг стратегија, убаво разработена, со јасна патека на движење, или некогаш и вие помагате тука и во делот со стратегија да го поставите тоа заедно со клиентот преку работилници, со станоци и слично? Сме имали и такви ситуации. Идеално е кога тие имаат директор и стратегија за целокупниот маркетинг и, например, процентуално знаат колку би очекувале од SEO во целиот резултат. Значи не може 100% од нешто да очекуват, ништо друго да не прават. Сме се вмешувале да им помогнеме во подобро идентификување на нивен идеален клиент, на нивно позиционирање, бидејќи кај некој се уште тоа е нејасно, имаат поставено стратегија, но не знаат точно кој треба да стигне на сајт, кој ќе таргетира, така да тука како консултација го правиме тоа или како работилница. И баш идеално е кога се тоа е поставено и заеднички го водиме целиот маркетинг, бидејќи ние треба да бидеме дел од нивниот тим. Мораме често да се синхронизираме со нивните цели, со нивните други маркетинг активности. Ако сме тотално... Колку таа интеграција, извини, е лесна или тешка со остатокот од маркетинг тимот? Дали остатокот од маркетинг тимот, што им е најчесто in-house или па е друга агенција, разбира доволно за да имате вие некоја синергија? Обично кај SaaS компаниите е поедноставно, бидејќи луѓето се поедуцирани и пософистицирани за маркетинг, така да не е премногу тешко. Потешко не е било кога се вклучуваме во друг тип на компании кои што немат премногу маркетинг активности од други места и чекат само на SEO. Така да со вакви компании не е тешко да се работи. И затоа уствари вие и го направивте шифтот кон SaaS како ниш, поради тоа што знаете дека луѓето таму се диджитали доволно писмени да знаат која е важноста, а при тоа да не се мешаат во стратешки одлуки. Да, а дури многу често знаат и да ни дадат некој добар фидбек за нешто што ние можеби и не сме го приметили или знаеле, и дури и нас да не издигнат на повисоко ниво во знаење. Супер. Бидејќи тие нон-стоп се по настани, по конференции, учат нови работи и кога ние ќе предложиме стратегија, пример, ќе кажат нешто, што мислите и ова? И сега ти поттикнува да размислуваш на нова перспектива која што не си ја знаел. Да, и тука веќе синергијата е многу поголема, комуникацијата е поотворена, вие можете полесно да пивотирате ако треба и веќе има баш онака синхронизиран раст заедно со клиентот. Здрава околина за работа и раст. Супер. Са спомна настани. Колку се битни настаните и за продажба, и за делот со нетворкинг, нови познанства, колку е вас како компанија ви се битни тие работи? Јас сум многу голем фан на настани, на посети на
на ваков тип на настани. Мислам дека е важно, бидејќи таму ќе ги слушнеш реалните предизвици со кои што се случуваат твоите клиенти. Ќе научиш многу за нив, за нивните болки, за нивните потреби. Второ нешто е ќе направиш близина и тој нетворкинг. Значи не е само да настанот не го сметам како место кај што треба да продаваш. Туку Така е. повеќе поврзи се, стекни доверба. Ако кликнеш со некој, значи не е спорно дали туку кога ќе соработуваш. Така да тоа е, мислам дека е многу клучно за да кога одиш на настан пак ги слушаш компании кои што стигнале 100 милиони, 200, 300, 500 милиони промет годишно, што за наши услови е реткост. И сега кога ќе ги слушнеш нивните предизвици од 0 до 10 милиони, а ти обслужуваш клиентела кој што е во тој ранг, веќе подруго знаеш да искомуницираш за време на тој продажен состанок. Подруго знаеш на тимот да му соопштиш овие се предизвиците, да знаеш дека ќе се соочиш со тоа, да се спремни однапред кога ќе стигне тој момент. Мислам дека тие се многу важни работи за да ние тука компаниите се градиме се повеќе и повеќе. Да дишеме на еден начин со нашите клиенти. Колку мислиш дека еве во Македонија има потреба да расте оваа сцена со настани поголеми, посегментирани, помали, митапи и слично? Дали веќе ја градиме таа култура? Дали веќе им е јасно на луѓето дека во Македонија има квалитетни луѓе кои што може да дадат сериозен придонес? Каде ја гледаш ти сцената општо кај нас? Мислам дека се раздвижува и е супер. И сега имаше коментари дека Сан Франциско секојдневно ги има тие, така да кога си таму, буквално секој ден можеш да одиш и да слушнеш некаква приказна. Тука се поретко, но е супер што почна да ги има, бидејќи до пред година и пол мислам дека и немаше некој си немаше некоја раздвиженост. За САС конкретно и немаше. Сега има неколку случувања, па од тука ни се отворија фактички видиците и за другите настани кои што се низ Европа моментално. Еве и поголем настан како Socialize, колку ти лично гледаш бенефит да има вакви настани, дали е убаво и луѓе од различни индустрии што се со некаква НЗС, креативност, дигитални продукти, девелопмент да се спојат на едно место за да научат и они едни со други како треба да соработуваат, бидејќи како што растат компаниите, не е веќе онака едносмерно одам во оваа насока, туку веќе морам и пошироко да разбирам и да знам. Мислам дека е многу важно. Од аспект што ќе размениме искуства, а и ќе си помогнеме сами едни на други во рамките на нашата држава да бидеме подобри и како компанија и како професионалци. Бидејќи секој има некаква друга позадина, друга перспектива што кој ќе ти ја сподели и кај тебе ќе те потикне да размислуваш на нешто. Секако сум фан за да имаш што повеќе и пофокусирани и помали дури да се, но пак е добро да ги има. Колку мислиш дека во Македонија професионалците што работат во, еве да речеме, дигиталната индустрија, ќе кажам како пошироко и тек индустријата, колку се научени да плаќаат за нивна доедукација? Ова ми е мене многу интересно прашање, сакам да те рчнам тука за да видам. Знам вие како гледате на ова, ми интересира како ти гледаш на целокупната сцена и колку они се спремни да платат за да научат нешто. И колку егото тука игра улога. Имаше една интересна дискусија баш сега во Шибеник. Разговарав со еден човек кој што е во селс тренер. И вика прашање кој што го поставувам на луѓе кои што сакам да ги регрутирам како продавачи се колку лични пари имаш инвестирано во тренинг. Не колку компанијата ти има платено, ти колку така си платил. И вика ако знам дека човекот инвестира, значи е уште пожеден за да постигне повеќе. Кога ти плаќа некој друг, можеби ќе се доедуцираш, но најчесто и одиш колку да задоволиш некои други потреби, а не своите. Така да мислам ти ако човекот е спремен да картите и не се скапи, но има едукации кои што се по неколку илјади евра. Така. Ако таа ја платиш, ти сам на себе ќе си докажеш дека ти сакаш да напредуваш. Дали има вистински раст без индивидуален раст и развој на една компанија? Вистински раст на компанија. На компанија. Ако луѓето одлучат дека моето е до тука, не сакам понатаму. Мислам дека не.
Што е тоа што, еве, ти од твое искуство знаеш дека кога ќе работиш сам на себе, по било кој основ, дали е тоа психолошки, дали е тоа професионално, дали е тоа специализирање, што е бенефитот од тоа? И јас како гледам на тоа, како ти ќе му помогнеш на некој од твојот тим да се развие ако ти не го правиш тоа? Значи мора да видиш пак пример и да водиш со пример. Ако инвестираш за себе во едукација за продажба, ќе можеш да изградиш подобар продажен тим. Ако инвестираш во личен развој, ќе им помогнеш на луѓето да надминуваат лични проблеми кои што се отсликуваат на работата. Да, на ефективноста, на продуктивност. Пак е што е до тебе правиш, но сепак зависи од другата страна колку се тие отворени да прифатат, бидејќи со некој едноставно ќе пробаш 1, 2, 3 пати, сфатиш дека можеби, не знам, изгубил визијата, изгубил што и да е. Влегол во комфорт зона. Ама сепак како ти како прво лице на компанијата, до тебе да помогнеш колку можеш. И што е еден совет, како за крај, што би дал на некој млад предприемач кој што сака да се проба во некоја дигитална индустрија, што е советот кој што ќе му кажеш прво нешто што треба да направи кога ќе почне компанија? Од каде треба да почне? Нема ли right or wrong answer и не мора да е баш еден совет, ама што е тоа што треба да внимава и каде треба да се посвети најмногу? Јас мислам дека продажбата е нешто што е најважно. Значи, ако ти да си најдобар во нешто, ако не знаеш да го продадеш тоа, никој нема да го дознае. Така да секој што почнува од нула, ако нема вештини за комуникација и продажба, потешко би напредувал во самиот развој. Така, ако ти си виртуоз за SEO или виртуоз за создавање на квалитетни веб страници, меѓутоа не знаеш што да го искомуницираш и да го продадеш, нема да влезеш доверба кај некој што е потенцијален клиент, дека ти си вистинскиот човек за таа работа, без разлика какво и да ти е портфолиото. Да, би додал на тоа дека исто многу важно е самото обкружување, со кој ќе разговараш секој ден за да таа твоја визија и сон стане реалност, бидејќи луѓе кои што се на местото кај што ти сакаш да видиш, веќе знаат и од кого да учат, што се треба да прават, ќе ти дадат совети. И ако си во можност да внесеш клучни луѓе до тебе уште од сам старт, кои што бидејќи ние може да бидеме добри во едно нешто, во две, но не можеме во се. Да си најдеме некој кој што ќе надополни за нашите слабости и да му дадеме 100% доверба да изгради нешто што ние сами нема да успееме во некој сегмент. Значи тука се наметнуваат две-три теми. Едната тема е менторство, другата тема е партнерство. Дали двете се еднакво битни и како може млади луѓе особено да најдат ментор и како може да најдат партнер? Мислам, верувам дека нема еден рецепт за тоа, ама еве по твое што мислиш дека е најдобар пристап? За партнер мислам дека е битно да поминеш подолго време со некој пред да избереш партнер. Често знаеме на брзина да процениме дека некој можеби е добар или не и подоцна да се покаже дека не е. Но ако не се запознаеш добро да направиш некоја лична близина, можеби не е паметно брзо впуштање во партнерство. А истото и за менторство. Менторство мислам дека доаѓа кога сам ќе почувствуваш потреба дека окей, јас сум до тука, влезен сум во некоја комфортна зона и сакам повеќе. И ако не успеваш сам да си го направиш тој притисок да излезеш од таму, време е за ментор. Дали нетворкинг е добар начин да испробаш со кого би кликнал по било кој основ? Дефинитивно. И што е тоа што треба да се ослободат луѓето да го прават на настани особено? Како треба да се ослободат да пристапат некому, пошто гледам дека знаеш типично на комфорт зона на секој, кога отидеш на настан, ќе видиш некој што знаеш, се лепиш за него. Да. Па тоа е само да пробуваш кај луѓе што не ги знаеш, пристапи. Обично сите се отворени за да сите се таму за таа цел. Значи никој нема да застанеш до него и да не ти прави мовет. Значи и он знае дека е на настанот за да создаде нови контакти. Мислам дека таа една бариера што и јас сум имал. Да, и нормално. Незгодно да отворам мовет со некој, но сега на последните неколку веќе со кој да застанеш секој ќе ти направи мовет. И сега со тие што по-лесно ќе ти оди моветот, мислам дека со тие може и нешто да правиш повеќе. Супер. Милан,
Ти благодарам, Ептен. Мислам дека имавме многу продуктивен разговор. Фала и тебе Оставивме, за поканата. оставивме намерно неколку теми за да ги прокрчкаме можеби на друг формат, на некои други Ако е. разговори, ама многу ми е мило што си тука. Мислам дека ќе уживаат сите во разговорот и се гледаме следен пат. Се надевам и јас, се гледаме. Фала ти.